Ајде да не се делиме по вера, по нација, по култура, по јазик. Ова Македонија сега е племенска држава, на 3 племина. Ние сакаме во Европска унија па да одиме преку Африка. Па со племенски закони и правила. Зошто овој јазик бил повеќе застапен, зошто овој бил помалце, зошто телевизија овој има, зошто овој нема, зошто во парламентот имаме толку по нација и по вера и по култура и по јазик, зошто во владата требало така, во јавниве или другиве служби толку требало да имат други. Никој не гледа да е стручњак и човек. Него прво се гледат партијата, верата, нацијата и јазикот. Тоа е срамата и бруха во 21 век градиме ние племенска држава, кој што имат во Африка и во Јужна Америка, во чугнина, во Амазон. Амазонска држава правиме. Ој на секој чекор омраза па ни влегува, ние македонците сега че се исколиме, че се избесиме за таа политика, за тие партии. Се скаравни и браќа, и сестри, и роднини, и пријатели, ево немаме ни другари, ни пријатели, ради таа политика. До кога вака браќа и сестри? До кога ќе тераме? Дајде да станеме западен. Зошто западен не прави така? Зошто не викат, па на Лондон е муслиман градоначалник. Во шведска председателка па на партија една е црна од Африка. Никој не покажал со прст. Зошто е ова црна од Африка председателка на партија? Зошто е овој муслиман градоначалник па на овој? Или зошто некој наш човек на функција голема во Лондон или во Вашингтон? Зошто никој? Само овде не знам ова до кога овој проклет запад ќе не тира вака па да правиме држава правиме сегашно на племенска основа. Вака да имал македонец, вака да имал шиптерот, вака да имал турчинот, вака да имал србинот, ромот, влаот и така. Наместо да речеме, се знаете, цел запад е така. Зошто не кажи запад дека цел запад е основан на принципот способност, неспособност. Стручњак, нестручњак. Нема врска да е црн, бел или жолт. Дали е муслиман, дали е христијан, дали е будист. Дали знаеш да работиш, тоа е главното. Колку наши па се вработи па во Шведска. Дали ги прашале дали се македонци? Не. Си стручњак, не си стручњак. И овие услови не тигат услов да си македонец или да си шиптар. Само овде има такво. Само овде. Во цел Тоа свет. не е нормално, не може така да функционира. Ја не може да го свата ова како на племенска основа 21 век правиме држава. И уште повеќе влегуваат подлабоко во поле. Подлабоко и за приемен испит една квота вака, еден закон, еден така. Зошто квота да имат па за национална квота. И сега идет македонец се пишат шиптари или албанец да се запишат па на факултет. Ние имаме во рамките на УКИМ во Тетовскиот универзитет. Платите се 1000 евра, на УКИМ се 500 евра. На ист факултет, во иста земја. И го поставивме тоа прашање. Како го има ова? Што е ова? Како е па на таа па на национална? Зошто лани тој министер па за култура па 90 на 100 средствата па парите. Си зеде парите па за своите. Ни одговорност. Ни одговорност ништо. Зошто не ми даде мене за иликен пари или на такова мина па за театарот. Нема, тоа се ништи македонскава култура, се финансира. Дај да кажеме пример па за танец како е станат тој национален символ на Македонија во сегашно време, обична селска фолклорна група е направена. Ја јавно покажувам па за танец. До кој степен дојде? Ти се уништува сите македонски институции, се уништува. Све што е македонско па се уништува, а другото се финансира другото, да. Другото се финансира.
през разлика дали било албанско, муслиманско или турско или влашко или како било. Зошто све македонско се уништуваат овде кај нас, а све другото се финансираат. Од ташпа уништа па да земеме за Илигден, колку пари добиваме ние, а колку добиват тие по стругав за нивни манифестација. Јавно може да каже, не само ја, сите го кажуваат. Од цела Македонија, од Берово па до Струга, од Гевгелија до Куманово. Зошто вака? До каде? Ниеден наш фестивал не се финансира тасално, ниеден театар, ниедна културно комедичка група, па ќе станеме и без историја, и без фолклор, и без култура. Да, без све ќе станеме ние. Тоа сакаат да уништат се. Западот тоа сакат. Западот сакат да не сбришит како тоа последно македонско царството, последно историско царство во светот е македонското. Затоа Запад ова начело со Ватикан, САД, Европската унија и НАТО, сега и Турција па им се придружи во тоа уништување све што е македонско. Да се уништи последното македонско царство историско. Во историјата уште ние постоиме па како историски македонци, македонски јазик Македонија. Немат индијанците како и уништи Америка. Така и се. Како е Преспанскиот договор е случен на исти принцип како Америка што имаше договори со индијанците. Зошто некој наш историчар или политичар не го спомнал тоа. Ја да го спомнам? Ако не е така, нека се договори меѓу Америка и индијанците и нека зет Преспанскиот договор истото. Ни таму постои дека бил тој индијанец или дека е индијанска земја, ние во овој договор постои Македонија, македонска земја, македонец. Него некој е непознато трето лице. Па он не е стока, па и стока не имат име и презиме, ќе речеш воле, крава, биоле, мечка е, волк е, змија е, лисица е, птица е, орел, ќе речеш, не ќе речеш птица е, ако гледаш орел е. Човек е, ама, не знам. Не македонец, чекај па да видам, што си македонец? Амсу, не си. Ја те запиша непознато. Не знаем. И по исправно од најстари во Европа и во светот, и по вера, и по нација, и по писмо. Како еден Кирил, еден методи да бидат словенски, а не македонски. Го брише начител. Нека каже дека по Титово време секојаш се потребуваше зборот македонски. И за Кирила, и за Методија, и за Климент, и за Наву. А во сегашно време само словенски, само се караме и в црква и сегде. Ако су таму 30 години поку Питроп и кој домаќин во македонскиот соборен храм на МПЦ па за Европа по Малме. Зошто попеве море? Зошто дедо Стефан вака? Или други вајци? Зошто кај е зборот? Паро беше македонски, после словенски. Јас сум растен по Тито време, школи и политичка школа имам па завршено овде и све. Ама зборот стоеше секогаш македонски. Ја учев 4 години во гимназија по Климент со економски паралелки Климент Охрид. Најаката беше во тоа време. Најспремна, најстара па во Европа тие направи сите се стари, само ние сме мали. Се не обличае. Од плавошник, гимназијата, факултетот до све. Зошто па се облиша зборот македонски па на сиве? На сиве работи. Како преку ноќ стара кирилски методи? Словени, а од мајка и татко македонци. Како Климент и Наум овде су растења поживијам во ова средина, па до вчера бе македонци, сега стана словени. На секој начин се прави да се обличи зборот македонски.
македонско, Да се избрише, ако да се може. опишат тие македонски. Ево, јас благодарам на Бога што ево село имаме прослави и вера. Шо или стрико или че. Се знае бе. Еден збор имаме Македонија. Ја подише поише. Македонски, македонска, македонско. Тие работи да ми пошаваш, друго не бара од тебе. Че во оста работете си, правите си како сакате бина, каква прослава, кој пееш сакате да го викате. Али се знаете, ќе пеат македонско народно. Уште не дозволуваме забавна или сериозна музика македонска на овие. Како преле нашите дејци порано, така е. Ево, 73 години па ќе славиме се утре в село, али се знаете, и сите се чудат. Зошто бе Богоја така? Не знам, ове. Тате така ми рече. Дедо така ми рече. Тие што беа порано председатели одговорни, ево, 74 су активен, прво бев председател па на младински актив, имаме најак младински актив во Република, најака драмска секција, може да се пофалам слободно, ама е пуше стружани па да одет па на во еден Чернондрински. Средбите. Ние ќе појдеме на струга, ќе имаме 2-3 публика. Салата и надвор беше преполно. Тие кои ќе име представа, па ни 100 души па не воде. Така беше и Вепчани. Ке ќе дававне преполно. И се зошто вие преполните салите? Колку да дават те представи, све е преполно кај вас. А кај нас празно. Јас морам и јавно да кажам тоа. Се беше деградација секогаш, ама не е таква како сега. Како сега? Сега да се кача на бина и да речат дека не може да го потреба зборот македонски. Македонско, македонска, македонски. Како? Забораваме што е ова сега и женски род овде се заборе, и машки род, и стренот телевизија да изслушаш овие спикерини или спикеркини или овие што се на јавниве гласови на партииве гласноговорници на македонски, а тие го употребуваат тој збор под парола што нема ни да го изговара, не уште да. Зошто да не речи гласноговорник на ДПМН или на СДС? Така е. Зошто на телевизија странски зборови колку сака се, со кубици. Фактиш јас сега да ја пушат телевизија, треба да викна и Преведувач. Преведувач. Прво сега. Зошто јако ќе појда стругав официјално како функционер, вика тој замеси толкувач, ако сакаш да се разбериш. Ево го законникот, вистина моја. Ти си по-право, моја. Ја во своја држава да вика толкувач на шиптерски или Не зборат македонски воопшто. Не сакат. Збори тако сакат, ама зинет. Само да те провоцират, да. да те напет проблем. Јас немој таму су расен преживе. Зошто? Зошто па да чекаме ние да сме робови по своја држава. Ја не го кријам тоа. Да поиш ти стругав, дојден да ти викат нукаду. Па не разбирам македонски. Кај? Или в кафана. И в кафана па ми си имат случајно тоа. Земале деца од Албанија, одавде, ваму таму. Па драго. Зошто? Амо од Албанија, не знај, македонски. Па што си го вработил тогаш? Како му ние чекаме, ево, па во стругав да су граѓани на Република Македонија од втор, од трет ред, а не само ја. И многу така. И викат, пошто бараме па дојме стругав од децата мои па и имбината. Ако не може да се разбереш па на македонски. До кој степен тоа што рековме преска, тоа пременско одвојување и развивање. Зошто се оди на секој начин да се оближи зборот
Македон. На секое место, на секој човек. Зошто? Зошто чутат сиве македонски партии? Тоа е најлошото. Си чутат, овие си тераат. Едните терет, а другите се чутат. И нема, не знаат македонски, ти се испага дека ние сме кабает. И ние се кабе. Во тоа време, ако бев не. Ама тој знаеше дека Никола Груевски па ме постави за председател на Централничен комитет за Малме. Ама после 2 години па ме смена неми. И Никола Груевски направи голем удар во тие законички коменти. Сите стари луѓе па ги смени и намести бизнесмени пилчани. Тоа знам, да. Тоа е. Затоа сега немаме јаки законични. И диаспората е против ППМН многу. Али тие работи тоа што не можеш ти еден човек историски пошто е за овие работи бизнес луѓе, знаме во Македонија тоа се збореше исто. Сега ја јавно може да кажа и со презиме и надезнат черка ми Света. Зошто? Кој што направи Лупчо 91 кога ги смена сите овде во Македонија, председатели на општински комитети, сите стари од Размета, Охрид и Струга, да села и намисли своји пилчари. Затоа ни таа после. Си направи свој, па тоа е целиот проблем, да ги контролираш. Да, така направи па и Никола. Да. Исто да работи направи Никола, не охријам тоа. Да и контролираш, што ќе контролира човече? Не може да контролира да војши. Не е ова Сталин или Емле Роџа или Тито. Да. Немаш ти таква сила. Не се тие времена да контролира, све тоа контролира. Смени општински комитети, смени садгранични комитети, не ој тоа така ве човече. Ти не можеш да ме смениш мене. Ја до денес секаде и се памеќе ти си председател по садгранични комитет. За нас си ти и никој не може да те смени тебе. И во Малме првиот месен комитет на партијава, надзорничен комитет на ВМРО да помене, ја го останав, ја бев председател, све тоа. После дојде овај Лупчовистиве и тие така. Ма нема работата и делото не може да трази никој. Ни на Драгана, ни мене, ни на други. Тоа што има несворено, посебно па Драган, тоа е Господ знае само. Толку чист човека вака да е. Тоа реалност никој да ја каже уште тоа е како е. Зошто? Нека каже ти Коце, последната посета што е што дојде во Малме беше Коце, Русе и уште еден човек да убие Драган. Мислам 96-та беше, така за Нова година. Се видеа па со Драган и поправија мове дома. Така. Таа беше посета Гоце, што сакаш да видиш. А со години не сакаше никој ни да го чуе, ни да го види. Поради Лупча и Лупчовисите. И ние бевме мататирани и семејството му е со убивање, со ова, со она, со 1000 работи. Прво партијата да го чуваме, а после убей го или Јован ке ти можеш да го отрујеш. Да. Ти најлесно е да го отрујеш дома. Да. Шум ја пие со те, најлесно да го отрујеш или во јадење или па во пиење, ако е решение. Значи така мизерно и ниско, незамисливо нешто. Просто. Добро. Еден од Канада беше, меѓу најбогатите наши македонци, му се јави барам пари и што услов им постави. Кад вака Бога да се разбереме. Да го фрлиме Драгана вамо и таму, да може да појде да му се помока на гробот. Че ти да толку пари, куќа и работа
во Торонто па на твојата села фамилија. Ја вера ја не за пари ја не се. Ни до сега не оце, аз и себе и секој. Ја да бев за пари, ќе бев меѓу најбогатите македонци. Да сакав на тој начин. И поради Драгана и поради овде. А не овде. И сега па неќе да ме видат. Скоро па никој. Потапа мене. Јас тој, ја не се менувам. Нема тоа пара мене или жена ми, или фамилија, или децава да купи. Национална работа со пари не се купи. Нација, вера, култура, јазик, обичаи, адети со пари не се купат. Тоа е трајно всадено по македонски народ. Ни ова власт нема па да успее. Ако мисли дека па ќе успее. Ќе дојде некоја друга власт, пак ќе не вратите, кај што бевме порано. Поминал македонски народ многу тешкоти. И ова ќе преброите. Јас можам спомнам на баба Вања што прескажуваше. До ден денешен точно, од 90 година до ден денешен точно све предвидите. Што се случува со Република Македонија и со македонскиот народ во овој дел македонска спрема Пиринска или Егејска или Мала Преспа или Голоба или вамо таму. Точно до ден денешен кажете. Ево ја се надевам дека тоа што предвиде пред да умрете по Вања, па ќе се оствари. Тоа се све се остварува. Тоа што погоди и за ова, и за овие денешни работи. Прво погоди за шиптарите 90, 91, 93. Вака ќе се случи. Кој им викаше, уште појче, прајте. И тоа пак ги упомена нив. Оде таму кај неа и од Гадафи представници и му кажаа дека што те чекат на Елцин, на сите главни. Од бугарски писатели, посоветници оде све, само наш човек па не појде. Наш советник не појде, мислит, тоа е... Нашиве оделе од дома Илин на тоа Македонија. Само кога ќе шпиони, оде... Зошто? Зошто не, зошто? И за Гадафи погоди, и за Елцин. И за многу работи има. Ти погоди, сега ти требаш да питаш таму, ја поќе и забора веќе, не може тоа да памта веќе све и однеа што имат покажувано. Зошто? Зошто чиспени са македонци имат по Пиринска, по Егејска, во Мала Преспа, Косово, Албанија, Србија, Бугарија и Грција, овде па ќе нема. Да. Вардарска Македонија, како што ќе бидеме граѓани на Северна. Да не постои зборот Македон. Зошто и како? Што е работата? Кој го намести овој поголемиот ѓавол? Се знае кој го намести. Уште поголем ѓавол. За Западот. Уште млад, уште во 74-та во јануари бев избран за председател на младински актив во Ташманишче. Пред и другите активности многу ја помагавме црквата и ги градевме прескромните цитови и просторот го уредувавме со помош на младината. Ама имаме големи проблеми со општинскиот комитет на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија па застргав. Во тогашно време многу тие работи беа многу замрсени. Ама ние се превне кон тоа што сега понаше, бајавне наместо да ја помагаме нив со фактури и со други работи, да испадаше кога да не помага тие нас и никош не може да докажат. Ние све со своји пари купувавме, све работевме таму за нив, ама со доказ имавме дека све од црквата имаме помош. Таа беше една работа. Друга работа беше за химната на Хеј Словени. Никош ја до сега цело не знам дали не само и пред мене и по мене дека некош е изведена. Секој се почнуваше со денес над Македонија, па со македонската
национална химна. Но наоѓавме причини, потреби, дали немавме плоча или лента или магнитоскоп или други работи во тие времена. И секогаш по моето село, наместо Лазар Клишевски, имаше слики од Крсте Црвенковски. Потоа имаме многу јака драмска секција, која беше може меѓу најјаките во тогашна Социјалистичка република Македонија, ама не добивме да одиме на Војден Подримски тие среди во Прилеп, поради што бевне од мало село, оде секогаш или од Струга, или од други, ако бе со многу послави представи. Еднаш имавме и турнир за Илигден во тоа време имавме околу 20-30 екипи голем фудбал. Скоро од пола Острушко и од Охридско иде екипи за нас. Тие бе златни времена за нашето село, големи прослави имавме со доаѓање на високи функционери од Сојузот на комунистите или од Социјалистички сојуз или од влада или македонскиот парламент тогаш. Еднаш покасно па се снимаше филмот Време води, најмногу па се снимаше во Ташмановиќ, ама е снимани во Вевчани и во други делови од Македонија. И се случи една трагично комична ситуација баш за втор ден, Великден, кога сакаше покојни Бранко Гапо режисер на Време води, па да снимит сцена па со црни шами со жени наши од село, ама со акција на нашите млади. Ние таа акција ја спречевме со благослов на милицијата тогаш. Тоа е такви, имаше многу работи. Јас многу су благодарен на тие времена кога вистина имавме јака и силна младина. И старите луѓе беа поголеми македонци него посегашни. Сите генерации во тогашно време има поголема свест за македонски работи него сега нашиве. Од дете па до нестар. Жално, ама па се губи таа македонска национална свест. Да знаеш што е македонец, што е македонски јазик, што е македонска култура или некои други работи. Ние овде имам почеј, имаше овде една јавуштена приказка, па да кажам, за имаше светско првенство за ракометарки млади. И ми дојде идеја и формиравме навијачка група рибари од нашава мала. И од овде до спортскиот центар Билјани извори одевне секогаш па со големи свирки, со свирење и неколне многу жените утипане па и путевне па на полноќ, ама си ја теравне своето. Полицијата пречуваше, фала Богу, имавме обезбедување напред назад и многу тие работи. Се случи еднаш па да играт Шведска и Македонија ракомет. Јас почнав су роден македонец, ама целиот живот скоро се управил па во Шведска. Целата печалба па на мојата фамилија оттаму и во едното знаме го држев знамето национално македонско, а во другото шведското. И се чудеше па инспекторот на полиција, каже, зошто бе Богува вака, што е работа, воле?
Јас можда да рече, една мисла имам една многу позната. Како е таа? Све што створивме ние, створивме во Шведска. А све што не оплашка па не. Оплашка Македонија. Ама е наша пак. И да знаете секогаш може обавезно шведското знаме па ќе се веет дома по покрит. Тоа знаете, меле. И до ден днешен едно мало знаме шведско секогаш на балкон има. Кај нашето национално знаме. Другото знаме не го признано. Ако е државно, тоа е окупаторско знаме што ни го наметна окупаторот Европска унија, НАТО и САД, и Ватикан, социјална приносмена и уставот, и националното знаме и све. Се знае дека кој е наше национално знаме. Ова па сегашно знаме немат историска основа. Нека докаже некој кога се употребувало или за која намена во историјата македонскиот народ го употребувал. Го поштовам и ќе го истргнам секогаш ако имат некоја голема национална потреба. А за време на Никола Груевски пако беше председател на ТПМН, се направи еден голем историски преврат во заречните комитети на партијава. Сите стари председатели беа сменети, меѓу нив и ја бев како председател на Патриотичниот комитет за Малме, бев сменет од таа функција и намести скоро секаде своји дечина, своји бизнесмени, луѓе за интерес за пари. Тоа. Аз тоа може би јавно да го кажам, пошто ја и тие што се дечина и од Копенхаген и од Малме, ја ги познавам лично и знам што имат работено за партијава наша. И за време на Љупче бев координатор на затрграничниот комитет на ВМРО ТПМН за Европа. Во тоа време беше само еден, после за време на Никола Груевски па се изврши промена, се напред за секоја држава да имат посебен задграничен комитет, а во Шведска два бе, еден Малме, еден Кетеборг, и во Германија имаше повеќе, што беше поголема. Ама се виде дека и тоа не се покажа, не беше успешна таа реформа на партијава, што мислеше дека ќе испадне подобро, испадна полошо. Во сега што скоро тие се забранени, скоро не постои никаква активност на патриотичните комитети по тие проблеми, а ни сегашната кандидатура на ТПМН не обраќат многу внимание на македонската диаспора.